Председателката Гордана Силјановска-Давкова имаше средба со директорот на Агенцијата за иселеништво, Горан Ангелов, кој ја информираше за активностите на агенцијата, вклучувајќи ја соработката со 700 иселенички организации. Ангелов истакна проблемите на иселениците со бирократски бариери за добивање документи и предложи подобрување на соработката со амбасадите и отворање канцеларии во општините. Разговорот се фокусираше и на потребата од унифициран учебник за македонски јазик и промоција на изучувањето на јазикот во диаспората. Председателката ја прифати поканата за покровителство на летната школа за македонски јазик и предложи награди за најуспешните иселеници и изработка на дигитален регистар на најдобрите во диаспората. Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска, се сретна со Марникс ван Рај од Меѓународниот монетарен фонд, кој е во посета на Македонија за оценка на макроекономските политики. На средбата се дискутираше за успешните политики на Централната банка кои помогнале во намалување на инфлацијата, стабилизирање на девизниот курс и зголемување на девизните резерви. Ангеловска-Бежовска истакна дека Народната банка ќе продолжи да се фокусира на одржување на макроекономската стабилност, особено во услови на глобални и домашни ризици. Беше нагласена и важноста на независноста на Централната банка за нејзините цели. Европската унија проценува дека првиот бран на тарифи на САД за челик и алуминиум, најавен од Доналд Трамп, ќе влијае на извоз од 28 милијарди евра, што ќе ескалира трговската напнатост помеѓу ЕУ и САД. Трамп предложи царини од 25% за челик и 10% за алуминиум, кои можат да стапат на сила во март. Европската унија веќе се соочила со слични мерки во 2018 година и возврати со одмазнички тарифи. Брисел подготвува нови мерки ако САД ги имплементираат новите тарифи, а Марош Шефчовиќ понуди преговори со САД за намалување на царините за индустријски стоки, како што се автомобили. Поради недостиг на јајца во САД, американските трговци се принудени да увезуваат јајца од Турција. Овој недостиг е предизвикан од птичиот грип, кој од 2022 година уништил 140 милиони птици во САД. Цените на јајцата се зголемени, а некои американски продавници, како Costco и Trader Joe's, ограничуваат продажба. САД планираат да увезат 420 милиони јајца од Турција оваа година, што е рекорден извоз. Турција, која е петти најголем извозник на јајца во светот, ќе извезе 6 пати повеќе јајца во САД отколку лани. Министерството за земјоделство на САД прогнозира дополнителен пораст на цените на јајцата за 20%. Европската унија му понуди на Киев договор за ретки минерали, како контрапонуда на САД, кои се блиску до постигнување договор со Украина за пристап до нејзините природни богатства. Еврокомесарот Стефан Сежурне изјави дека договорот понуден од ЕУ би обезбедил 21 од 30 критични материјали што Европа ги потребува, со додавање дека понудата е од заемна корист. Трамп и Белата куќа во изминатиот период агресивно ја притиска Украина да го потпише договорот за ретки минерали, според кој САД би добиле пристап до украински природни богатства во вредност од 500 милијарди долари како компензација за американската поддршка во војната против Русија. На градилиштето во населбата Чеонан, јужно од Сеул, 10 работници биле заробени по турнатините. Еден од нив бил пронајден мртов, 8 биле повредени и пренесени во болници, а 2 подоцна починале. Потрага се води по уште едно лице, а 5 лица се во сериозна состојба. Причината за уривањето не е позната. ВД председателот Чој Сангмок повика властите да ги мобилизираат сите ресурси и опрема за спасување.